Национал-популистички концепт е ништо друго, тоа е ставот на Зоран Заев за иницијативата на коалицијскиот партнер ДУИ предизборно туркање албанец за премиер. Проценките на лидерот на СДСМ се дека партијата на Ахмети нема да добие од ваквиот пристап, туку само ќе загуби. Заев дури оди и чекор понатаму. Смета дека би било здраво и за државата и за партијата ДУИ да замене во опозиција. Но што ако по изборите формирањето влада зависи токму од ДУИ, дали тогаш социјалдемократите би го прифатиле ултиматумот за албанец премиер? Секако дека не. Ултиматум не треба ниту Заев, ниту Мицковски, ниту Ахмети, ниту било кој да прифаќа. Само ќе кажам, ВМРО, ДПМН и ДУИ остануваат заедно во опозиција и тие си помагаат како ДУИ со ваквиот наратив да поминат во опозиција. Навистина, после 17 години власт, здраво и за државата, ДУИ да помине во опозиција, а здраво и за нив. Во опозиција партиите се подобруваат, се реформираат и така натаму и така натаму. Тоа го кажувам како наш став, да се помачат малку ДУИ да добијат така видливо македонски гласови, босански гласови, бошњачки гласови, турски гласови во државата и од другите етнички заедници. А што ќе прави ВМРО ДПМН со барањето на ДУИ за премиер албанец ако биде во опозиција да прави влада со Ахмети? Тоа е неприфатливо за нас, сметаме дека е од пропагандни цели и дека тоа барање не може на ниеден начин да биде прифатено од ВМРО ДПМН и нема да биде прифатено ни сега ни во иднина. ДУИ не отстапува, иако по одговорите од СДСМ и ВМРО ДПМН е јасно дека оваа иницијатива на начинот на кој пристапува партијата на Ахмети засега е далеку од реалност. Për herë të parë në historinë e vendit tonë. За прв пат во историјата на нашата земја албански кандидат ќе се кандидира за премиер. За прв пат на парламентарните избори ние албанците стоиме храбро и со самодоверба и бараме позицијата премиер да припадне на еден од нас и да не поддржат сите заедници. Поддршката што ја бара ДУИ ја нема, ниту во македонскиот, ниту во албанскиот блок. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.